Причината е пред се произлегува од власта која што сега во Македонија, која сака да доминира комплетно со целокупниот јавен дискурс. Значи сака да направи реалност која што е своја, која што не постои. Значи создаде виртуелна реалност и тука медиумите се потребни за да пренесуваат незината приказна. Во тој аспект се што ја критикува власта мора да настрада. Значи искористени се милион различни начини да се стават медиумите под контрола, од директно подкупување до затворање на медиуми, до отпуштање на новинари кои што работат професионално и така натаму и така натаму. Сето тоа е во функција на тоа дека власта мора да стане безгрешна за да може да се оправда се што таа прави. И тоа е основната причина. Значи имаме работа со структура која што е неверојатно тоталитарна, значи како извлечена како од најцрните години на комунизмот, меѓутоа со десничарски презнак, поприлично фашизоидна, многу националистичка, а се испоставува дека национализмот е концепт кој што е тотално спротивставен на либералниот концепт на медиумите, односно на нивната функција како кучиња чувари на демократијата. Затоа тој аспект таа направи се што можеше во овие 6 години, спроведе еден систематски проект да ги привлече на своја страна оние кои што можеше да ги купи и да ги уништи оние кои што не можеше да ги купи. Тоа е ситуацијата која што имаме, таа што имаме сега, а тоа е дека во главниот медиумски дискурс, значи кај традиционалните медиуми речиси да нема гласови кои што опонираат на официјалните верзии на она што државата го пласира. Значи имплантиран е систем кој што се покажал како ефективен во неколку бивши југословенски републики. Значи ние не живееме сега нешто што не е иманентно на она што постоеше во другите бивши југословенски републики. Дури во некои начини на справување со медиумите и хендлање на ситуацијата се гледа подписот на бившата југословенска тајна служба. Значи тоа упатува на некои други поинаков тип на врски со едно криминално подземје кое што било инсталирано на овие простори во времето на Милошевиќ и кое што е уште, фала Богу, здраво и живо и кое што медиумите ги гледа како средство за мобилизација, односно за перење на мозокот на обичниот граѓанин, за да може несметано да располага со ресурсите на државата како што ќе му се кејфне, односно по свое најдување без никаква контрола. Подписот е тој, не можем да кажем дека де факто стои бившата служба, меѓутоа дека истите методи се користени на пример за доминација со јавниот дискурс во Србија за време на Милошевиќ и делумно во Хрватска за време на Туџман, очигледно е дека еден одреден тип на интервенција во медиумскиот простор кој што е правен таму организирано од страна на нивните служби се гледа и овде. Сега дали нашите учеле од нив или има некоја слеаност, то не можам со сигурност да тврдам. И националистичките енергии во бивша Југославија покажаа дека имаат енергија за 7 до 10 години, зависност од големината на државата. Видете, во суштина овдека сега се сведува на една работа. Ја мислам дека националистичката енергија веќе потрошена. Значи тоа се гледа, се види и на претходните избори, дека сега веќе од свесна мобилизација онаква на националното се преминува во финансирање на субвенционирање на огромен дел од населението со вештачки вработувања, со директни подкупи на гласачкото тело и така натаму. Значи со еден коруптивен метод на владење и се додека успешно му оди прибирањето на даноците, позајмувањето на пари од странство и така натаму, се додека може да ја финансира таа машинерија, оваа власт ќе се одржи. Значи тука немам никаква илузија за тоа. Значи опозициониот одговор до овој момент беше премногу млак. Значи во една ситуација во која што имате вакво газење на човековите права и слободи, милион случаи во кои што многу луѓе излегуваја како жртви, дури имавме едно класично убиство и обид за затешкување на убиство на Скопскиот плоштад. Значи опозицијата во сите тие пресвртни точки не успеа да изгради никаква платформа да ги капитализира, затоа што во сите тие случаи се работи за газење на човековите права. Значи не пронајден наратив што ќе го спротивстави на националистичкиот наратив во моментов. И тоа е тажното. Значи имаме една опозиција која што зборува за слобода, меѓутоа на практично и прагматично ниво не е во состојба да
да пружи подкрепа на оние кои што природно би требало да припаднат кон неа, за да ги заштити или да им овозможи било какво собирање, па да направи некој јадро од кој што ќе расти некоја поголема опозициона енергија. Од тој аспект сум скрајно скептичен дури и за овие избори, дека опозицијата ќе успее да направи нешто повеќе од евентуално нерешен резултат. Ја не верувам дека оваа власт е во состојба да спроведи избори кои што би ги исполниле стандардите на едни демократски избори како што например да речеме ги опишува ОПСЕ. Значи тоа се гледа дури од дискусијата која што во моментов се случуваше околу изборниот законник, во кој што препораките од ОПСЕ беа глад отфрлени од страна на владеачкото мнозинство, што покажува дека власта нема намера, сериозна намера да организира фер избори. Таа има намера да организира мирни избори, меѓутоа не фер. Дури медиумскиот амбиент покажува дека во Македонија во моментов не се можни фер избори. Од тој аспект сметам дека наредните избори, доколку бидат направени на ваков начин како што до сега се прави, односно ако власта ги организира, има огромна шанса, значи огромна шанса Груевски повторно да се провлече. Веројатно може со полош резултат отколку на претходните, меѓутоа повторно да добие уште еден мандат. Значи ја не би го потценувал тоа. Единствениот излез за она што е опозициона Македонија во моментов е да се одземат главните полуги на власта за време на изборите, односно 3 месеца пред избори евентуално да се формира некаква техничка влада која што ќе овозможи, која што ќе спреши уствари подкупување на цели категории од населението преку буџетски дотации. Од минатите избори глад ги доби со кредитот од ММФ кој што го искористи за субвенционирање на земјоделците на 2 недели пред изборите. Значи во таква ситуација ако Министерството за финансии, Министерството за полиција, Министерството за правда не потпаднат под некоја техничка влада која што ќе биде технички неутрална да ги организира изборите, мислам дека Груевски повторно ќе ги добие изборите.